Министерке, добре дојдовте на првиот состанок во НАТО, министерски, од како сте на функција. Доаѓате во Брисел на министерски состанок за одбрана во време на една од најголемите безбедносни кризи во Европа. Како го доживеавте овој состанок? Што се кажа, кои беа главните пораки и кои се пораките кои треба вие сега да ги пренесете до македонската јавност? Оно што е многу важно е во вакви ситуации кога навистина интересот се разбира дека е многу оправдан за случувањата во и околу Украина, многу е битно политичките пораки кои ќе бидат испратени да бидат пораки на смирување пред се, но исто така и пораки кои ќе упатуваат на деескалација на состојбите. Тоа е клучната и прва порака околу која што практично сите се обединивме и се согласивме дека тоа е многу потребно. Се разбира дека НАТО како политичко воен сојуз, освен пораките на одвраќање и политиката на одвраќање и одбрана на сопствената територија, мора да ги испрати овие пораки за да нели се даде шанса, односно се оди кон дипломатско решавање на кризата која постои. И во таа насока генерално се одвива и дискусиите на состанокот, но се разбира и ви рекла финалната завршна порака ја пративме во таа насока. Значи може да се каже дека е постигнат навистина консензус помеѓу 30 земји членки кој е порака на дипломатски напори и на деескалација. Дали Апсолутно да, тоа е она околу што се обединивме и го содржи во заедничката изјава на министрите за одбрана на НАТО земјите членки, дека им даваме шанса на дипломатските напори кои изминатиот период сме сведоци дека навистина ги имаше во голем број од високи представници на најмокните земји членки, упатуваа и беа практично и во билатерални посети на Руската Федерација, се со една единствена цел нели да се деескалира целата состојба. Истовремено генералниот секретар и лидери на мокни земји членки велат дека не веруваат во руските пораки и напори за деескалација. Кои се вашите информации од терен, разузнавачки, кои информации ги добивте тука, дали на вистина тоа што го прави Русија на терен е повлекување, дали на вистина Русија сака деескалација или дали треба да останеме загрижени дека во секој момент може да се вложи? Политички секако дека ги поздравуваме изјавите дека и Руската Федерација која ги објави дека ќе повлекува дел од своите трупи, но тоа велам политички ги поздравивме и тоа е за поздравување и веројатно теоретски води кон чекор на деескалација на состојбата, но она што за нас е многу битно е да видиме и на терен поместувања во таа насока. Информациите кои по официјалните канали на НАТО структурите од разузнавачките заедници се добиваат е дека на терен не се гледа, не е видливо. Тие зборови не се пресликани на терен, така што поприлично внимателно и опрезно би рекла ја следиме состојбата. Генералниот секретар вчера спомна ново нормално. Што е тоа ново нормално? Дали треба Европа од сега па натаму да живее во страв од може на нова ескалација, може нов конфликт, дали се менува таа безбедносна архитектура на европскиот континент, што сакаше да каже и дали ви го спомна за време на состанокот тоа ново нормално? Европскиот континент и генерално евроатлантската област би рекла се постојано изложени на различен вид на закани. Дали станува збор за закани од тероризам, дали станува збор за хибридни закани, постојано нешто се случува и постојано има некаков притисок. Тоа дава, да би рекла, мотив повеќе за институциите, особено за воено-политичкиот сојуз НАТО алијансата, да постојано ги унапредува своите механизми, одбранбени механизми во секој поглед. Односно да се справува и да се соочува со сите овие предизвици. Состојбата не е нималку, би рекла, релаксирана со оглед на развојот на настанета, но тоа не значи дека треба да ни влие страв. Она што е важното правило и тоа е втората точка околу која што сите се согласивме е дека НАТО е обедината воен-политички сојуз кој действува обединато и она што е многу побитно се заложивме сите за принципот дека една земја членка ако се чувствува загрозена, тогаш тоа е реакција следува на НАТО. Не е
повторно ќе кажам, дискусиите апсолутно одеа во насока на деескалација на состојбата. Не се размислува за некој друг тип на ангажман, но се разбира дека како сериозни земји членки на алијансата имаме обврска да ја гарантираме безбедноста на територијата на НАТО. Она што го слушнавме исто така, една од главните пореки вчера на генералниот секретар беше дека сака да се засили, НАТО сака да ја засили безбедноста на истокот и на југоистокот на Европа. Знаеме дека Романија е подготвена да прими нови борбени групи кои што ќе бидат предводени од Франција. Спомна и други земји, меѓутоа не сакаше да ги именува. Дали можеби вие можете да споделите повеќе информации? Има ли други земји во тој регион југоисточен, блиску до нас, до Северна Македонија, кои што би примиле дополнителни борбени групи? Бугарија, можеби? Тоа се, знаете како, треба да се има предвид дека сепак дискусиите што се водеа во овој формат на министри за одбрана повеќе тежнеат кон политички дебати. Распоредувањето на силите е веќе нешто што влегува во оперативно би рекла тактичката поставеност на силите и во таа насока дискусиите наши се однесува повторно ќе кажам на политичките елементи, односно како и на кој начин би можеле да одиме кон деескалација на целата состојба. Распоредувањето на трупите на НАТО долж границата не е нешто што започнува од сега. Напротив, тоа е дел од политиката на одвраќање и одбрана која НАТО постојано ја прокламира, зашто впрочем на самитот во Варшава во 2016 година е донесена првичната одлука кога впрочем започнува и распоредувањето како показател дека ја следиме состојбата долж таа граница. Дали на овој состанок можеби добивте информации дали некои поединечни земји се чувствуваат посебно загрозени од Русија, што евентуално би можело да доведе до активирање на членот 5, хипотетички. Солидарноста на НАТО кажува дека ако една земја членка се чувствува загрозена, тогаш сите се чувствуваме загрозени и тоа е принципот за кој што сите ние се согласивме, со кој практично сакаме да им кажеме и на оние држави кои природно, нели нормално географски се наоѓаат на источната граница, дека треба да се чувствуваат безбедни, затоа што во овој случај се активира солидарноста кај сите земји членки и действуваме заедно и обединето. Но конкретно не можете да ни укажете дали некоја поединечна земја е посебно загрижена? Безбедносните проценки се прават, тоа се навистина сензитивни, би рекла, информации и материјали и се прават во рамките на НАТО структурите, но ние како политичко тело ја имаме обврската која веќе исполнивме и ја пративме пораката на солидарност и обединетост. Срцето на спорот помеѓу НАТО и Русија знаеме дека е желбата на Украина и на Грузија да станат земји членки на НАТО. Секоја земја членка си има нели свој став за тоа дали е тоа изводливо или не. Германија вели дека во догледно време не е возможно. НАТО инсистира дека секоја земја мора суверено да може да одлучува дали сака да аплицира. Дали Северна Македонија има став свој за евентуално членство на Украина никогаш и на Грузија, впрочем, во НАТО? Во дискусиите сите ја потенциравме политиката на НАТО на отворени врати. Односно дека секоја земја која прво ќе одлучи самостојно дека сака да биде земја членка на НАТО, вратите се отворени во оној момент кога прво самата ќе ја произнесе, би рекла таа иницијатива или барање да биде земја членка на НАТО и второ ќе ги исполни условите кои се потребни. Тоа е нешто што уште на Букурештскиот самит во 2008 година беше како такво соопштено. Република Северна Македонија во тоа време нели ја изрази својата подготвеност и иницијатива да стане земја членка. Со исполнувањето на критериумите ние станавме и земја членка. Истиот тој принцип е задржан и за Грузија и за Ѓорџија, односно важат тие принципи на отворена врата. Дали Северна Македонија на било каков начин може да биде загрозена безбедносно доколку се влоши ситуацијата на европскиот континент и на истокот на Европа? Каква е безбедносната состојба? Безбедносната состојба во Република Северна Македонија е стабилна и тоа е нешто што го потврдуваат институциите кои се задолжени за внатрешната безбедност. Се разбира дека сите надворешни влијанија, без оглед дали станува збор за руско-украинската криза или други влијанија генерално во светот, службите во рамките на своите надлежности ги следат. Впрочем, раното предупредување е дел од нивните задачи во координација со сите служби и сите институции кои се задолжени за безбедноста на државата се носат соодветни одлуки. Во овој момент, она што е став е дека нема потреба
од загриженост и дека состојбата е стабилна и безбедна. Имам уште две прашања. Едното е дали Република Северна Македонија во случај на влошување и санкции против Русија од страна на НАТО членките и на ЕУ членките, дали Северна Македонија ќе се придружи кон тие санкции? Дали се размислувало за тоа во владата? Она што е многу битно е дека прво да бидеме свесни дека како земја членка на НАТО алијансата учествуваме во процесот на носењето на одлуки и во тие формати го искажуваме нашиот став. Се разбира дека за сите идни чекори кои би ги превземале во зависност од развојот на настаните, ќе следи пред се координација внатре на политичкиот врв, врз основа на што ќе изградиме и став на државата и подоцна или тој став ќе биде соопштен и адресиран во соодветните формати на действување на НАТО. Држи Северна Македонија до добри односи со Русија? Важно е се тие трговски односи со Русија за Северна Македонија? За Република Северна Македонија односите со сите држави се важни и ние отсекогаш сме го практикувале тоа и сме воспоставувале добри односи политички и економски со сите држави, но она за што ние цврсто се залагаме е безбедноста на Европа и регионот и тоа е нешто што за нас е приоритет. Во таа насока ќе се развиваат сите понатамошни одлуки кои ќе ги носиме. Се разбира, одлуките не треба и не смеат да бидат ниту избрзани, ниту носени врз основа на лични ставови на поединци, но се разбира, треба да бидат доносени во рамките на дискусиите и дебатите кои постојат во политичкиот врв. И конечно за крај едно внатрешно прашање морам да ве прашам за дискусиите за буџетот, за стапката на буџетот, зголемувањето на стапката на буџетот за одбрана, како што е ветено и дадено заложба во 2014 и модернизацијата нели на армијата. Кои се пораките кои ги пренесовте до сојузниците, до каде е Македонија во исполнувањето на овие цели? Така, целта е до 2024 година да имаме 2% од бруто домашниот производ средства одвоени за буџетот на одбраната, но тоа е многу важно да знаат граѓаните и јавноста во нашата држава дека тоа се средства кои се одвојуваат за нашата одбрана. Тоа значи дека со тие средства ќе се продолжи континуираниот процес на модернизација и управување на македонската армија, вклучително и вложување во развојот на човечките ресурси. Целта е кога веќе сме членка на НАТО, да имаме и армија која ќе може да се справува со предизвиците кои и предстојат на оваа алијанса. Изминатиот период тој процент на буџет одвојување, да речем, зголемување на буџетот на вистина расташе и таа стапка на растање ќе продолжи и во иднина. Консекутивното зголемување на буџетот доведе до тоа оваа година да имаме 1,77% од бруто домашниот производ кој е одделен за буџет за армијата и повторно ќе кажам, тоа се средства кои преку разни проекти и набавки ги инвестираме во одбраната. Тоа значи подобра состојба за нашата армија. Апсолутно подобра опременост, но повторно ќе кажам, се инвестира и во човечките ресурси, затоа што опремата е добро да ја имате, но уште поважно е да инвестирате во човечките ресурси. Задоволена НАТО со овие заложби и овој напредок во овој дел? Апсолутно, тие се нотирани заради тоа што се реални и се очекувани. Благодарам многу за благодарам и на вас.